Земјоделецот не го сака ниту плевелот, ниту плевата, туку пченицата. Имајќи го ова предвид, можеме да сватиме дека сега е време за подготовка. Кога треба да ја зголемиме нашата вера и да ја зајакнеме нашата вера за да можеме да станеме духовна пченица. Денес, да ги споделиме Божиите зборови со проповедта насловена како плевел и плева. За да можеме да вложиме максимални напори да не бидеме плевел или плева, туку да станеме вистинска пченица, што може да влезе во небесната штала што Бог ја подготвил за нас. Не можеме да бидеме пченица само со зборови. Можеме да бидеме пченица со нашите дела и вера. Можеме да станеме пченица, односно добар плод, преку нашата вера, а не само преку нашите зборови или мисли. Нашата вера може да се смета за доверлива и вистинита кога е придружена со нашите дела и постапки. Библијата веќе просветлила за ова учење преку книгата на Јаков. Да го погледнеме Матеј, поглавје 3, стих 8. Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: наш татко е Авраам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Јас ве крштавам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Лопатата е во рацете негови и тој ќе го очисти гумното свое. Кога се врши? Не е ли тоа на есен? Тој ќе го очисти гумното свое и што ќе направи? И ќе си го прибере житото во амбар. Што ќе направи? А плевата ќе изгори со оган што не гасне. Бог ја собира пченицата. Сепак, што е со плевата? Иако плевата има ист надворешен изглед, бидејќи нема зрно внатре, ќе биде изгорена. Тука оган што не гасне ти е вечниот оган на пеколот. За вечниот оган на пеколот Бог рече во параболата дека ќе изгори плевата со неугаслив оган. Сите копнееме по Царството небесно и се надеваме дека ќе се вратиме во нашиот вечен небесен дом. Сепак, надежта сама по себе не е доволна. Во Откровение поглавје 22 е напишано: ќе му дадам на секого според делата негови. Исто како што рече Исус, гумното е веќе поставено. Сега, се што преостанува е процесот каде што Бог ја одвојува пченицата од плевата и плевелот. Потоа, се уште имаме малку време и мала можност. До времето кога Бог конечно ќе каже: еве го младоженецот, излезете да го пречекате. Ние мора с повеќе и повеќе да ги применуваме во пракса учењата на Библијата. Правејќи го тоа, ние мора да бидеме пченицата што навистина му е угодна на Бога. Ви благодарам многу.